Се што мислам да ти кажам, дали ја за тебе важам, колку многу ти значам, знам што ти кен кажеш, дека среќа во мене најде, чекам да дојде време, да ме гушнеш и да ме бахнеш, одам чекор два, па се враќам сто. Со само еден збор се би се сменило. Па ајде, нека дојде тоа време момент, не ми се чека, се оди полека ме уби мојот темперамент. Па ајде, нека дојде тоа време момент, да кажеш ти само си таа што не ти ја остави. Браво бе, Чупе, бе, алалда ти. Ти добре ни дојде. Добро ве најдов. За сите што не знаете, ова е Марија Спасовска, го погодив, така, оти многу Така сум е. со имињата, катастрофа невидена сум. Грешам и текстови на песни, грешам имиња, се грешам, ама за убо нека е нова година, е пијачката, сокчето ни тргна, зато така. Убав почеток. Да, Темперамент, а? така е. Те уби темперамент. Шо толку си темпераментна, шо те убива темперамент? Јас се оживо сум темпераментна и кога ја правев песната, викам, леле, така сум си ја погодила, значи цела мене. Како за тебе да е пишана? Ко за мене да сум си ја пишувала. Да, како да си ја правиш за тебе. Тоа е, нема, тоа е уба работа. Кажи ми ти, многу песни досега си имаш сама напишано, така? Сите. Освен браво. евровизиската песна со Дарко што ја работи. Браво, одлично. Тоа ми се допаѓа, пошто и јас сум таков тип, да речам. Сакам да си го правам нештото, макар и најлошо да е моја, ама овие твоите некако, ти уште еднаш раче, си лепат. Супер е песничето. Кажи ми, Нова година. Знам дека се глупи овие прашања, лабаво се вика емисијата, обично не планирам вакви прашања, ама нема врска. Каде за Нова година? За Нова година одлучив овој пат малце надвор од дома да прошаткам со па друштво време. некаде во нашата Македонија, во Охрид, едно од најбавите места за мене. Браво. Често си го посетувам и така некако одлучив во празничен дух да го посетам Значи повторно. друштво големо, езерце, музичо, си е. ќе одите негде специјално или така лабаво собрани? Па имаме екипа? планови некои, ама ќе видиме. Супер. Обично и некогаш и непланирани работи се случуваат. Најубаво ќе не Така е. планирано. Значи ти уствари не настапуваш годинава, си одмараш. Па јас досега никогаш не сум настапувала всушност за Нова година. Паметно. Се уште сум си ги зачувала тие денови за мене, за време со семејството, со најблиските. Здравиот понатаму кога ќе бидам малку поголема, Да ти можеби кажам. и ќе го променам тоа, меѓутоа за сега се уште си ги уживам овие денови баш онака по кејф, по срце и душа. Убаво си правиш, да ти кажам право, не брзај, пошто не пропушташ ништо, хаос не видене секојаш за Нова година. Јас секоја година сум по патишта, денски, навечер, настап, журка, ова, она. И кога ќе дојди втори, трети, веќе нити глас имаш, нити снага имаш, ништо. И затоа годинава и јас ќе си одмарам, да ти кажам право. Паметно. Нема поубаво сега. Фамилиарен човек сум сега, треба и жената малце да одмори. Не може јас вака на свирка, таа седи ме чека негде во некој ќош. Нема смисла. Добро, доаѓа Нова година. 23-та, како ја осеќаше 23-та? Глупи прашања се многу, ама ете, таков е денот денес за глупи прашања. Многу ми беше убава. да За ти кажам. мерак, За мерак ми беше. Би посакала барем пола од оваа година да ми се оствари до година, би била пресрекна. Искрено, преубави работи ми се случуваа. И навистина, мислам, не би рекла ни еден лош збор за 2023-та, некако така ќе си остане во календарот со срценце. Не. Ова некако заљубено ми звучи, ама ај не тегивам на таа тема. Има време за тоа, ќе пишат новини и такви работи. Рано ти е уште за такви некои скандалозни објави по новини како што Па знаат не сум пишат јас скандалозна лично за да има. Не сме. Веројатно и никогаш нема да дадам некои причини за тоа. Повеќето и не сме, ама обично така сакат да пишат луѓето. Така е нормално, Многу мислам. често знати да се измислат нешто, само битно да се пише. За сите јавни личности понекогаш нели нормално се Така измислуваат некои работи, за сега се уште не сум се соочила со тоа, така што не ме коби. Ништо страшно, не иđ без гајле, прво ќе ти види чудно, после си речиш ај што сакат нека пишат и тоа е. Така си е. Кажи ми, 24-та година.
Колку полниш 24-та? 19. Шуде години. Ама има време, аз во октомври сум. Супер. Кажи ми, што ти се плановите, многу леле, колку глупи прашање денес имам. Што ти се плановите за 2024 година? Па 2024 година ќе се запишам на факултет, ќе завршам средно образование, ќе се зборувам со учениците. Леле. Јас Матури, терам чудо. два паралелни животи, мислам, сега сум во вакво издание и ќе завршам тука со емисија и за тест ќе учам. Тоа е, мислам. Така си одат тие работи. Сите сме сега биле за таму. сега. Да, сме. 2024 размислувам за понатамошното образование, тоа ми е да кажам цел. За таа година успешно да се запишам таму каде што сакам. Имам веќе некои планови, меѓутоа да не откривам ништо пред време. Нели нормално се случува, може нешто да се промени. Но сакам да си продолжам квалитетно со образованието, затоа што мислам дека тоа е една од најважните работи. Ме сече во следното прашање ќе те прашува, па кај планираш? Ама ајде, ништо, не те гибам, планирај си, не откривај, имаш време. Секако ќе откриам кога ќе бидам 100% сигурна, меѓутоа сега може да не испадне така како што очекувам и нормално сега да не се побивам за џабе после. Обично луѓето велат немој да откриваш премногу, терај си ги плановите и уживај. Јас сум човек што збора многу, затоа обично многу пред време ги кажувам работите, после може да нема се случи. Па јас така бев порано, нормално не бев доволно така искусна и после ми беше криво за се што сум кажала и некако во последно време многу се сеќам. И во однос на зборување и си велам ај пополека да се збора, може ќе ми текне нешто да не кажам. Наместо да кажам нешто ти плюс. Ти кажам, алал да ти мене уште не ми текнува така, почнам да правам, ама здравје има време, јас сум малку ќе пораснам некој ден, ќе биди. Кажи ми, дали сакаш да направиме некое друго песниче, вака новогодишно, поќе на музика ме тера некако расположение? Па може. Например, нешто повесело, што би направиле повесело? Нешто повесело. Македонско нешто. Нешто, не сум твој тип, нешто такво. Или да Добро, само жена ми е мој тип, ама нема врска. Песната мислиш може, песната може. Само да имавме ритам од негде вака. Па не знам ова. Нема, ова е само ова е клавирче, нема некој. Хеликоптер. Хеликоптер. Му се запна кабелот на хеликоптерот. Ајде, добре, дојде. Навреме стигнавме со мајсторите, завршивме да ти кажам. Кабелот со верига. Секунда. Браво. Една секунда, уште една. Тука сме. Сега мислам ќе види кој. Ајде, добре, дојде. Доброве најдот домаќине. Ај си дома. Си Арен. Арно, ти. Јас мислев порано ќе дојш, ние зафативме емисии, ти со мајстори изгледа за глави. Мајстори до последно, рачуjem во недела ги ангажирам луѓето за грев. Не замерак, пред новогодишно. Си бидат наместо со фамилите, јас со мајстори, ама се направи плочки. За недела новогодишно. Таман. Брат, нова година луѓе ќе ти дат, мора плочки да ги наместиш како. Знам, само што можеш и други денови, ама другите денови со мајстори. Знаеш како битно чешмата работи, плочките не е страшно. Точно. Така, што рековме, не сум твој тип. Може не сум твој тип да направиме? Ајде. Од каде? Ако сум твој тип, извини, ама... Ето сега да ти уречам, тама ништо, сам ми го спушти. Од каде? Од... Може од... Ајде да видиме дали одговара. Да. Кој беше? Да си почнам јас, а? Може. И како спијам во твоите скутови, јас фантазирам. Ме предизвикува да далечина, јас фантазирам. Вечерно небо и полна месечина, јас фантазирам. И дури не успеам да те имам, фантазирам. Не сум твој тип, јас знам, ама нема да пропуштам прилика. Не сум твој тип, јас знам. Не сум твој тип, јас знам, ама нема да пропуштам прилика. Не сум твој тип, јас знам. И како спиеш во моите сонови, да им фантазирај.
нема да пропуштам прилика. Не сум твој тип и јас знам. Не сум твој тип и јас знам. Ама нема да пропуштам прилика. Јас не сум твој тип и јас знам. Супер да дава ритамот од Браво, браво. Фала, Ватуле. Еј, Стигнав на време после со мајсторите, ама добро, нема да. проблем, мислам се. Не бе, нема гре, таман си. Така? Убаво хеликоптер, да ти кажам, те Арно хеликоптер Во си имаш. донесе, со секочници и јарно се фатив на ова. Од него не се На фатеше, ова. ништо не правиме, а? Скроз поинаку ќе заминаше емисијата, те почнавме овде и политики. Немој Не на дај нова Боже, година ова да политика. беше. По Од лошите социсни е како? тоа. Каде бе, па со мајстори? Да, имам нешто радно. Ако помини па после ќе направиме некој. Може. Благодариме. Дечки, тоа беше Огнен Димовски бокс битер, бикс бит боксер, бокс битер, кузнај шо е, не знае и тој, со мајстори е битно. Марија, многу убаво си Виктор. легна ова песна, да ти кажам право. Ја развеселивме нова година некако по со време. Кажи ми сега, шо, леле, овие прашањата денес... Што планираш за хаос. 2024? Хаос, тоа го Песни прашавме. нови? Да, тоа го прашавме. Кажи ми, дали пишиш некоја нова песна сега? Пошто си заљубена, што теми вака те инспирираат Не знам постојано? од кај го извади тоа. Не знам, нешто срциња 2023 ми спомна види, така некако ми љубовта не дојде. е само за спротивниот пол, љубовта е за пријателите, за семејството, за По. за сите хобија што ги имам, за секој за себе пред се заборавив на прво место Видиш, браво, браво. Јас уште не знам да се клам на прво место, ама ќе Е, па научам еве, некаде. јас сама битно ми текна, мислам, тоа е Убаво, да ти убаво. текне за себе. Јас да ти кажам право, жената клава на прво место, таме клава мене и после некако се компензира работата. Па и тоа не е Значи, лошо. Да, треба да си погодиш човекот, иначе другото после лесно е. Па се пишувам, да. Имам многу дебоа напишано, само си чекаат на ред. Предпоставувам и ти знаеш Тоа е, како да, е да, чувството, тоа е. значи милион ги има. Од тажни до среќни, до весели, до се има. Како ќе ти се И погоди за нова денот? година, и за бадник, и за Де, се. бе, За лето, за зима. За мерак, За секоја душа по нешто. Тоа е непишано правило, значи кој прави некој музика, обавезно има милиарда песни Да, напишано. да. И здравје Боже, некој Некогаш лето за едно 10 години. 2040, онаму ќе стигнат наред, не е страшно. Па добро, реално за да се погоди нешто мора повеќе да се направи и да не може секогаш Дефинитивно. не е добро, не е правило, меѓутоа потешко од прва да се погоди Дефинитивно. нешто. Секогаш е добро да си има опција Б, С, и така натака, Да. А, Б, С, Д Абе, види, и натаму. нас ние што си ги правиме темите, пошто претежно ги пишеме од лични искуства или од нешто што сме виделе или чувства или што и да е, обично сите теми ни се мили и сега ќе ја направиш песната и тебе ти е уба, пошто ти ја имаш правено, пошто од нешто Да, да, твое јасно. излегло, знаеш. То не значи дека сите песни треба да излезат, ама па на крајот на денот и не е правило. Јас се вежбам искрено да ти кажам да пишувам и за работи што не се поврзани со мене. Пошто сватив дека и у тој свет се кријат многу работи. Дефинитивно. Еден период мислев дека имам кажано се што ми лежи на душе, викам леле зашто да пишувам, сега се кажав веќе и викам чекај ќе си размислам нешто да си измислам, знаеш. Да, Не да, може да. се од тебе да Да, излезе. оти да не. Види, имаш време, значи сам со текот на годините ќе Нормално, ти се дешаваат нормално, многу така е, работи така и ќе пишеш уште многу работи. Овие животните теми се претежно теми што немат крај. Да, да. Ама како и да е, стално е убаво да можеш да го направиш, да го смениш начинот на работа и на функционирање, пошто не можеш да знаеш утре ќе ти поварам јас песна или ќе Така ти е. повара Огнен кој заврши со месторите, не е битно, ќе можеш за него да напишеш. Јас многу често се случвало да сакаат луѓе да снимат песна и седнуваме и правиме муавет, кафе, лични работи, ова, она, и на крајот кога ќе дојди, кога ќе заминиме, кога си одиме, јас веќе го знам како личност од прилика, пошто сум емпати, го знам како чувствува, и седнувам и го правам нешто да го пуштам и стално добивам некои повратни повези. Ти не си нормален, од кај знаеше, са тие не се некои песни што се јавно обелоденети, да речам, или изваени се уште, ама кај да е неколку се при крај, така што полека ќе почнат да Хајде излегват. ќе чуеме. Да, така што ќе видиме, може да сум ги погодил, може да не знам, ама убаво е да можеш да Треба да се влезеш менува во филм, нешто, да. цело време треба да се менува.
Просто досадува и на мене ми досадува едното исто да го правам цело време. Мислам, Хераклит вели во светот владее вечна промена. Јас стојам до тоа. Ништо не е вечно. Мудри мисли. Благодарам. Добро е. Кажи ми, шо инструментчиња свириш? Те гледав преге на клавирчето си седна. Да, свирам клавир, па некаде 5-6 години така. Почнав аматерски, само, па после нешто тетка ми, бидејќи таа пианист помагаше и после некоја година, да речем, со незе, сама сетирам, го користам исклучиво за правење на музика. Инаку вака не сум баш специализирана за вакво. Излези некој ден како Аца Лукас, так, со сајзеро и свирчеше. Не, мислам, способна сум за тоа, сакам да кажам дека не ми е во прв план свирењето, туку само како придружба си го користам за создавање. Баш. А пред да се соочам со пијано, свирев виолина во нижо музичко. Меѓутоа, сплет на околности остави виолината, спие со години и многу ми е жал искрено, затоа што имав една таква желба да свирам. Ама ете, обично се случуваат некогаш некои работи да ти се пресече желбата, па после да ти е крива што си престанала. Ама ете, може некогаш повторно ќе се вратам, само што сега имам се заборавено и треба ептена нака од нула да почнам за... Ништо страшно, не ич да не се Ќе се вратам брзо. Баш за тоа сакав да те прашам дали имаш школо музичко некакво или буквално се ти е само... Имам школа, меѓутоа не го завршив. Бев до некое 5-6 деление, ама има музичка основа, тоа е многу битно, знам да читам ноти, знам се во однос на теорија, солфеж, сите тие основи ги имам, така што не би било тешко доколку продолжам со нешто такво да се занимавам. Супер. Иначе брат ми исто свиреше виолина и остај по некое време. Се случуваат сплетни околности, особено во музичките училишта, не знам зошто. И не знам оти баш за виолина е тоа приказната. Па може има негоја си приказна, ама може јас не сум таа што треба да кажам. Не е страшно, ајде, не мора да откриваме се. Мислам, мене ми е јасно колку е сатот. Тебе ти е јасно. Да, само не мора да откриваме сега. Денес сме тука за славење дојдени. Да не сакаш нешто не отсвириш или сакаш јас да отсвирам нешто да испееме со клавирче малце да смениме од ова, да не биде ка џабе го носев. Ти чуено како ја свириш ова Калиопи месечи. Месечина. Ајде да видам дали ја знаеш. Месечина. Дали уште ја памтиш? Не бе, таа Дино Мерлин беше. Опа, се расклопи. Нема гајде. Тука е. Ајде. Да си го земам микрофонот, не знам како му зборам, да, малце. Нема врска, ништо страшно. Иначе, не знам колку знам да свирам, ништо музичко имам клавир, немаме пеење во битола, ама да ти кажем право, после нулја само за продукција го користам пијаното и некако кога ќе дојди вака за свирење, за пеење, малце сум како изгубен германец, ама ќе се потрудиме сега, ќе видиме, чекај само малце да се наместиме. Што ќе се местиме, не ќе пејам јас. Да. Од кај саш да... Па од таму. Сам строфата е таму. Така ли беше? Сама ноќва падувам и никој не ме запира, јас немам кого да го будам освен сонот на мојва перница. Код звезди осамени, испратени негде напам, и никој од нас, никој не може да ги види. Ко птици бескрилни, носени со ветрови без глас, јас би се вратила за да ти кажам, само си ти месечина од ова небо што ме покрива, само ти и никој друг не ме прати во далечина, за еден здив, за еден сон, за мене малку е потребно, плачеме во себе, а јас не можам без тебе. Значи ти мене пепела Партал ги направи акордите. Можем.
Сама ноќва патувам и никој не ме запира. Јас немам кого да го будам освен соно на мојва перница. Код звезди осамени, испратени негде на пат. И никој од нас, никој не може да ги види. Ко птици бескрилни, носени со ветрови без глас. Јас би се вратила за да ти кажам, само си ти месечина, а това небо што ме покрива. Само ти и никој друг не ме прати во далечина. За еден здив, за еден сон, за мене малку е потребно. Плаче ме во себе, а јас не можам без тебе. Ја погодивме, Ептен. Аплауз од публиката што не постои. Че да си го вратам сега микрофонот. Па си ја памтел? Да ти кажам право, може и загрешив негде, ама се враќа меморијата, не е страшно. Не е страшно. Музиката е како точак возење. Знаеш, ке подзабореш, ке се качиш по некое време на точакот, малце ти... Ке се сетиш веднаш. Да, полека се враќа, не е страшно. Дали некојаш си имала желба да научиш некој друг инструмент? Пошто јас сега познавајќи се себе си, не можам да видам инструмента да не пробам да не свирнам нешто на него. Таков сум, едноставно ме интересира се што е врзано со музика. Бев самолка гитаристка. Браво. Едно време мајка ми си зема една гитара, не ја чипна и време беше јас да чипна. Нормално, мислам Да. така обично. Гледав на YouTube некои си tutorials, такви ствари. Знај, малце англицизми користам, ќе ми простат. Нема гај. Туторијали на видеа како да се научи. Меѓутоа некако немав некое си многу големо време, па си го заменував со свирање на клавир, тоа време што ќе го најдам и така некако си остана таа желба. И што знам, некако повеќе се замислам пред пијанот колку со гитара во рака, но не значи дека понатака не би. Мислам дека ми фалеше професионален пристап. Повеќе Ептен бев онака аматер и така и аматерски си ја терав цело време работата. Ама ако со некој сериозно онака почнам да си земам часови, мислам дека ќе ја усовршам за брзо време. Па имаме доста добри професори по гитара. Иначе јас сум само гитарист, баш се ако рече самоука гитаристка, си викам чекај малце, и јас сам се научив вистина. Јас исто свирев пијано цел живот, настапував со пијано, имав едно мало сајзерче диџејско да речам, и со него обично лупер, пијаното и правиш тука звуци, нешто битбокс како колегата што дојде со мајсторите и лупој некој ритмо и чуда, свирев, пеев, ама кога ќе спомниш сајзер на луѓето на свирки, одма ги асоцира на синтесајзери, на Аца Лукас и на српско, на XU, и кога му кажеш и кога ќе дојдеш со такво малечко, сите се кажа, шо? Знаеш, не се навикнати на таков пристап кон музиката и ти можеш да правиш кузне какви перенди на моментот, ама нив не ги интересира, нив ги интересира чаше ломим, руке ми крваве да слушнат и затоа реков еден ден, реков сега ќом ќе си купам гитара и ќе почнам со гитара да свирам. Знаев еден акорд, 2, 3, небитно, ги најдов другите, најдов начин како да свирам и седнав со гитарата, купив гитара, седнав и тоа купив во среда. Во четврток имаше роден ден на наша радиостаница и одиме директ таму со Наде Талевска, поздрав до Наде, и слуше некој од пеачите и одиме попат, му викам јас луѓе гитара прв пат во животот свирам. И ме гледат такви збунети, вика ти добар си вака како прв. Готово, реков, или во огнот ќе рипнам или ќе изгорам или ќе свирам, па просвирев некако. Така што јас би те советувал са
Мислам, не мора ме слушаш, али Да чисто ја извадам од информативно. под кревет. Да, пробај. Мислам, има начини на кои можеш полесно. Единствена работа што треба да ја преминиш кога се работи за ваков инструмент е, како се вика, моториката. Да, па мене Ти- тоа ми беше тешко. Да. И ако не вежбаш, нормално дека се е тешко. Мислам, не само во свирењето на инструмент воопшто, за спорт, за јазици, Така за било си, што. Ако така не си. се вежба нешто, Е сега, не е ништо лесно. ваквите инструменти, гитари, виолини со жици, малце ги прат прстите. И тоа многу ме болеа После прстите и допирот бев ќе биде малце разочарана од како ми личат рацете цели испукани и реков ај батали ова некогаш понатаму со и ракавици. Да, од женска гледна страна да го разбирам моментот, пошто нормално И реално, вака јас во моето секојневие ретко знам жени гитаристи. Во главном е Да, има, како ама машки инструмент да, повеќе. Има, ама неќат да си ги расипуваат прстите. Виолината исто така има многу што држат тука, па има Да. тука мака. Како и да е, пошто Добро, тие се виолината е понежен инструмент. Да, ама сепак, знаеш, првите часови се едноставно ја клаваш Да. и ја држиш и мора да ти се навикни тука. И малце е терсене, ама тоа. Терсене е, терсене. Луѓето не знаат за маките што ги имаат инструментите, мислат дека само излегваш, свириш, пееш и Така тоа е. е до никому ништо, Господ ти дал дар, затоа сакам да ги правиме муавет овие работи. Кажи ми, дали има некоја соработка што ја имаш направено последно со некој или дали има соработка што би сакала да ја направиш во иднина со некој пејач, инструменталист или што и да од Македонија? Па последно нешто што направив соработка и што ми е најдраго на целиот свет беше преработката на Ујвардарја македонски со Николче Браво. Мицевски. Значи тоа ми беше да работам со Николче една огромна желба и преку проектот Македонија во срцете носиме, каде што се преработија 12 наши прекрасни традиционални песни. Ете се случи јас да направам една преработка со Николче и Ујвардаре се слуша на големи врати. Браво, браво. Многу браво. ми е драго на вистина за таа песна, пред се бидејќи сум преголем љубител на Вардар, пошто и бев ракометарка, пред да браво. одлучам да се занимавам Браво. професионално со пеење. И така една неостварена желба и љубов кон ракометот некако ми се Браво. оствари сега преку преработката за Вардаре. И Ептен се најде во песната, многу емотивно си ја испеав анака за душа и мислам дека тоа и го препозна публиката со тоа што ден денес еве песната летото се објави, значи речиси пола година е објавена, ден денес ми стигаат пофалби, ја слушаме, браво. И мислам дека би направила нешто такво повторно. Може би не сега, меѓутоа понатаму дефинитивно би го повикала Николче на уште една соработка. Па види, секогаш е убаво кога се преработва нешто наше македонско. Знаеш, особено кој работиш со некој. Николче е иначе битолчанец, наше дете. Ние со Ламбе и со компанија Битолче си го викавме преге. Така што поздрав до Николче, може да и ќе ни се Поздрав приклучи голем од до некоја Николче. страна тука, не знам кај е. Тука е негде во близина. Некаде, ете го, Да. го најдов. Супер е тоа, супер е. И ние едно време имавме Оган го гори Брезово испеано, пошто јас од Брезово се моите по потекло. Ама тоа беше одамна, треба да ја направиме уште еднаш и убаво е да се преработват такви музики. Кажи ми, дали има некој, освен Николче, со кој би соработвала и како, мислам, слабо има соработки во Македонија. Во однос на дуети? Да, дуети, мислам било како и како продуценти и со пеачи. Оти мислиш дека има, дали мислиш дека има малце соработки, што мислиш дека е проблемот во таа приказна? Тоа ме интересира, стално ги прашувам луѓето, пошто ретко гледаме последно дует. Да. Мислам дека соработките се еден од не да кажам најлесни, меѓутоа најефикасни начини како да се стигне до поголема публика, затоа што повеќе артисти се спојуваат на едно место и нормално е дека кога неколку делови од публиката ќе се спојат, Така. публиката се шири. Така. И мислам дека треба да се прават соработки повеќе. Тоа е едноставно полн погодок и за двете страни или повеќе страни, зависи за што станува збор. И имам размислувано искрено на таа карта. Имам споменато претходно дека за мене идол за сите времења, за се, ми е Калиопи и може би малку сега не остварлива желба, но во перспектива би сакала да направам нешто со незе, меѓутоа и на страна незе, мислам, таа е навистина голем залог. Би прифатила соработка со
речиси цела естрада, затоа што реално треба да се создаваат вакви проекти за да се создава нели нова македонска музика, да се слуша едноставно македонската музика, да се дава поддршка за тоа. Може би да не се изолираме скроз од другите видови на музика, меѓутоа мислам дека треба да си ја цениме и почитуваме повеќе нашата. Така си. Во последно време сите сме свесни од каде доаѓаат вибрациите, тоа што се слуша, така што мислам дека дуетите би биле навистина она што ни фали и што треба повеќе да се Дефинитивно. Значи еден апел до Калиопи. Се знаеме одамна. Јас не сум човек што бара многу, но ајте чупето едно дуетче направите сам. Супер ќе дојди таман ќе Калиопи види. за жал се уште нема во живо запознаено, меѓутоа виртуелно е затоа што живееме во таков свет, во такво време. Се имаме видено така виртуелно. За време на короната таа имаше организирано еден како онлайн надпревар. И јас си се пријавив, пошто голем фан, и викам ајде, ќе се учествувам во надпреварот, си пуштив некои видеа, таму имаше некои си работи кои што треба нели да се пополнат видеа од таа песна испеана, и јас си отвирив нешто на клавир. Испадна тоа да било да треба на матрица да пеам ја на клавир, си отсвирив и ми рекоа ајде ќе те ставиме ревијалниот дел ти од менаџерскиот нејзин тим. И викаат ако сакаш отсвири, мислам, отпеј си уште едно видео. Да ќе отсвирам што, ќе отпеам уште нешто. Не губам ништо. Еднака последниот ден беше тоа. Ако трае до 3 јануари, јас на 3 јануари во 10 часот снимам. Секогаш е така. И добро, во третата, четврта недела, не знам, имаше некои делови од тоа надпреварување. Последната недела финалист. И гледам Марија Спасовска и со сите финалисти имаше лайв уклучување на Инстаграм на нејзиниот профил. И така јас видов дека сум финалист и си чекам дома пред телефон да ми се јави и ајде да ме побара во лајвот. И се јавивме и така се запознавме всушност виртуелно. Значи ви уствари се знаете веќе лично само виртуелно, да. Не во живо, да. Супер, ќе се погодите сигурен сум. Ми рече Марија, ти беше на детска Евровизија, ти си моја колешка. Ти не треба да си во надпреварувањето, ти биди домаќинка со мене. И тоа јас бев шокирана, значи таква чест ми направи тогаш на мои, не знам, 15 години, 14, не ми текла точно колку имав за време на короната. Меѓутоа ете така од тогаш, мислам и многу одамна пред тоа, меѓутоа си трае таа љубов моја еднострана, двострана, не знам каква е. Сигурно е двострана. Абе види, американците имат една изрека што вика вистинското го препознава вистинското. Real recognize real. Така што сигурен сум дека има препознаено талентот, се има видено во тебе на млади години и затоа и биднала таа комуникација и мислам дека ќе се оствари понатаму и желбата тоа да соработка и се. Да направиме уште една од неа, што викаш песна? Од неа? Да. Шо пеш вака од неа нешто, шо? Па, дали ме сакаш? Јас само женам, ја сакам, ама може песната да ја направиме? Сега сите песни така ми ги врти. Морам да се ја поздравувам жената, од ти среќна жена, среќен живот. Така е. Америчка. Така. Сега не знам коме сторите дали заврши ако дојди. Од кај беше песната? Не знам. Ете сум, ајде од каде да фатиш. Прикрај бе, плочка. Ке се уклопиме. Да. Браво. Добре дојде. Добро ве пак. Пак? Ајде пак. Што до кај се плочките? Прикрај сам фугите уште малку. Фугите? Ќе биде завршено. Ај па ти за фугата јас ќе дојдам ќе ти поможам. Тамани и она и се што треба од сега натаму ќе се бараме брато од играата луѓето ги остави за нова година да каснат дома. Си имаа други планови. И си каснаа кај тебе. Со мајстори бе, и јас со мајстори, сите со мајстори. Со Тоа е моето стори. My story. My story. Одлично, одлично. Од каде да почнеш ќе истираме? Може да се почне од... Сум била секаде на свет, сум видела баш се. Искрен, тебе нема никаде. Да има само една звезда на небо, ти би сторил пет. Се што возможно ти правиш, право чудо е. Дали ме сакаш или ме посакуваш, и не е толку важно, ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш
ти лажеш, сам си веруваш да има само една звезда на небо, ти би сторил пет. Ајде го стане. Знаеш, застанав оти ми дојде познато некако и си викам ова како да го свирев денес. И вистина го свирев со Александра Јанева преге, ама нема врз како. Убава е песна да ја направиме пак. Дај да направиме нешто друго. Ајде од наша Тамара нешто. Може. Видиш и Тамара треба и со Тамара е на соработка да направиш. Тамарчето е супер. Што да направиме од неа? Ајде 1003. Кај беше таа? Викторија сега. Ти си илузија за среќа, поезија под свеќа, извезена без душа. 2, 3 Ти си илузија за среќа, поезија под свеќа, извезена без душа. А ја со зборови ти спијам, во мисли ти се кријам. Сакам да е така, но не верувам. Кажи кој си ти, дали се илјада и три, срца во харем и жарем, сум една од нив. Дај отвори ги твоите карти скриени, има ли љубов или казна си ти? Илјада и три, срца во харем и жарем, сум една од нив. Дај отвори ги твоите карти скриени, има ли љубов или казна си ти? Можевме и оде, ама добра е. Сега што оде да направиме, одма ја префрлиме. А уште е рефрен. 1, 2, 3. Кажи кој си ти, дали се илјада и три, срца во харем и жарем, сум една од нив. Дај отвори ги твоите карти скриени, има ли љубов или казна си ти? Ето. Браво, го запетла, се спакова. Добро, брат, тој испрати ги мајсториите ти, ама ќе се вратиш после уште еднаш, пошто имаме и со тебе тука еден муавет да направиме. Направиме некој песниче. Не бе за карање, не е таков муавет. За забава сме тука, не. Уживај. Ќе се видиме. Поздрави ги мајсторите, речи му шо пијат тука. Дрвата. Фала многу, се гледаме, бате, поздрав. Епа, мислам дека убава емисија направивме, да ти кажам право. Фала ти што ни дојде вака новогодишно да ни ја разубаиш и да ни ја развеселиш малце во просторијата и телевизијата, а и етерот. Како е ли ќе стигнам до Охрид сега, ќе видиме. Немаш гајле, полека само попат, не знам кој ќе ве вози, значи не брзај, сега се направив ко татко ми, не ќе брзаш по патиштата, ќе пазиш подмрзнато, не ќе кочите нај, така натаму. На стража полека. Да, скроз. Фала ти уште еднаш, убаво си поминиш за празниците. Фала многу. Ние пак треба се дружиме вака и треба правиме поке вакви дружби, поке соработки, затоа направивме ова емисијата, си лабавиме тука, за да излези нешто понатаму и да си ја промовираме македонската музика. Супер ти се песните, супер ти е соработката со Николче и па да направиш и со него уште една, пошто топето. Така што, фала ти, супер, убаво да си поминиш за Нова година Фала, и те чекаме пак. Исто и ти убаво да си поминеш за Нова година, јас многу убаво си поминав вечер со ова прилика, атмосфера и сакам пак да ви гостувам дефиниција. И ќе ни гостуваш, ќе те викниме со Николче, ќе договорите и ќе средиме, не е проблем. Тука е. Фала ти уште еднаш и се гледаме. А дечки, ние сега ќе почекаме Огнен да се врати. Валјда ќе заврши со мајстори, да не знам шо пре на 31 со мајстори, ама ако нешто има, ќе ние ќе му поможиме од тука, се собериме екипно и ќе средиме, па таму покрај плочките може ќе маниме некој песниче, ќе видиме. Се враќаме за кратко.